Добар ден на сите, се надевам се слушаме добро. 12 часот е со оглед на тоа дека јавниот состанок го одржуваме онлайн пред апликацијата GoToMeeting. Мислам дека нема потреба да чекаме за дополнително приклучување на оние кои што сакаат да учествуваат на овој јавен состанок. Би сакал најнапред да ви посакам добар ден и да ви се заблагодарам за учеството на четвртиот јавен состанок кој што е последен за 2020 година. На состанокот покрај реализираните активности на агенцијата за четвртиот квартал од оваа година ќе бидат презентирани клучните наводи за анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2019 година. По завршувањето на презентациите ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации. Ќе содам сега на презентацијата. Ама малку не можам да се снајдам, еве оди надолу презентацијата во ред. Агенцијата дел од своите активности изминатиот период ги посвети на мониторингот на изборниот процес за предвремените избори за градоначалници за општините Штип и Пласница, кои се одржаа на 13 декември 2020 година. На 17 ноември по неколку дневна јавна расправа беше усвоено упатството за платено политичко рекламирање за предвремените локални избори 2020 година. Луѓето во неколку наврати беа писано информирани за нивните обврски пред и за време на кампањата, рокот за објавување и истражување на јавното мислење за изборниот мол, како и за обврските околу известувањето за емитување платено политичко рекламирање. Сите материјали и дописи беа објавени на веб страната на агенцијата во последниот полдер избори 2020 година. Мониторингот над изборното медиумско представување опфати 20 програмски сервиси, од кои 11 комерцијални, национални телевизии, јавниот сервис, НРТ1 и Собранискиот канал, 3 регионални телевизии, Мnet HD, Ирис и Стар, 2 локални телевизии, Скана Медија и Гура и 2 радија, Канал 77 и РФ. Од резултатите на мониторингот на радиодифузерите, агенцијата испрати 2 извештаја, едниот е за мониторингот на изборното медиумско представување, додека вториот за емитување платено политичко рекламирање за време на кампањата. Само на еден радиодифузер, телевизија Ирис и Штип, поради необезбедување на избалансираност во известувањето за време на изборната кампања, во согласно со принципот за еднаквост на сите кандидати, Советот на агенцијата покрена прекршачна постапка. Од регистрираните 13 во регистарот на ДИК, вкупно 8 радиодифузери емитуваа платено политичко рекламирање во оваа изборна кампања. На сите нив агенцијата на 16 декември 2020 година ги потврди извештаите за реализираните услуги кои се совпаѓаа со наодите од мониторинг. Согласно изборниот законник, пред почетокот на изборната кампања, агенцијата до ДИК достави 7 неделни извештаи, а за време на изборната кампања вкупно 20 дневни извештаи. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше предвидените програмски и административни надзори врз радиодифузерите, а се уште се работи на контролниот административен надзор врз телевизија Ирис и радиопрограмски сервиси. Кај радио, Урбан FM и Јон радио за почитување на обврската за објавување на импресум. За повеќе законски обврски, објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни за корисниците, објава на идентификација на радиодифузер, употреба на јазикот за програмата, дневно емитување на најмалку 18 часа програма, редовни програмка и административни надзори, извршени врз радијата Антена 5, Метрополис, Канал 77, Јон радио. Прекршувањето е концентрирано само на Јон радио за врската за објавување импресум. Извршен е редовен програмски и административен надзор врз 5 телевизиски сервиси на локално ниво за повеќе законски обврски. Со надзорот беа констатирани неколку прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. И ТВ Плюс Куманово беа констатирани прекршувања на правилата за пласирање производи,
време трајањето на рекламирање и телешопинг спотови и употреба на јазикот во програма. Во телевизија Здравствен беше констатирано прекршување на условите за рекламирање и телешопинг, и ТВ Спектра и ТВ Ускана медија беа констатирани прекршувања на правилата за емитување изворно создадена програма. За обврските на радиодифузерите под предпат оваа година, најдоцна до 31 октомври, на собствената програма во ударните термини да изобјават податоците за собственичката структура, уредништвото и изворите на финансирање во претходната година и снимка од објавата на достава до агенцијата во рок од 15 дена, од денот на објавувањето, спроведен редовен административен надзор на сите 115 радиодифузери. При надзорот не се констатирани прекршувања. Извршен е еден административен надзор со овласт по член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, не емитување програма повеќе од 30 дена врз телевизија Норис и телевизија НИС. Радиодифузерите на кои претходно им беше изречена мерка јавна опомена, по дадениот рок за законско согласување им беше извршен контролен надзор. Извршен е еден стручен надзор врз телевизија Mnet HD од Штип за добивање на дозвола за емитување на програма на регионално ниво. Извршени се 25 вонредни надзори по службена должност за обврските од правилникот за минимални технички, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. Агенцијата изврши надзор во 9 телевизии, Шења, Сити, Ирис, Кобра, Феста, Канал 8, Вибра, Гура и ГТВ и на 16 радиостаници Капитол, Скај Радио Плюс, БДВ7, Лакоста, Про-ФМ, Балкан ФМ, Акорд, Медисон, Албана, Бум, Пулс, Холидей, Еко, Модеа, Плей и 102. При надзорот беше утврдено дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во правилникот. Беше реализиран и вонреден надзор по добиено укажување врз програмскиот сервис на регионално ниво телевизија КОХА, емитуван на 20 ноември 2020 година. Беше констатирано дека во прилог емитуван во вестите во 17:30 часот, што говорник во својата изјава користи изрази славјански и славјани, за да реферира на македонски и македонци. Со мониторингот утврди дека телевизија КОХА донела уредничка одлука на една социјоекономско прашање, кој ги заставя граѓаните на земјава да извести здравувајќите во контекст на неправда врз основа на национална етничка припадност, што се прекршуваат начелата за вршење на дејноста од член 67 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На ТВ КОХА беше испратено укажување. Извештајот од надзорот беше доставен до Комисијата за жалби на Советот на етика на медиумите за нејзиното натамошно постапување, а укажувачот беше известен за наодите од презенените активности. Во однос на издавачите на печатени медиуми, проведени се 3 редовни и еден вонреден надзор во печатените медиуми за обврска за објавување на импресу. Со првиот редовен надзор беа опадени 9 печатени медиуми: Нова Македонија, Слободен печат, Вечер, КОХА, Фокус, Економија и бизнис, Порта 3, Инстор, Зенит. Со вториот 10, Битолски вестник, М, магазин Ауто Плюс, Убавини и здравје, Бахче, Јени Балкан, Хапталик Бултен, Лајм, Добра храна, Руски доктор, Шења и Скопско еко, и со третиот 3 печатени медиуми, Штипски глас, Зелена берза и Лице в лице. Вонреден административен надзор беше извршен во печатениот медиум Јени Балкан. Беше констатирано дека обврската за објавување импресум е во целост исполнета кај сите медиуми фатени со надзорите. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи, беа спроведени 11 редовни и еден контролен програмски надзор за обврските за кликнување за регистрација на програмски сервис. Извршен еден редовен, а по мерката јавна опомена еден контролен надзор за Спотол ТВ за обврската по пакетот кој го нуди операторот бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис. Контролниот надзор покажа дека во својот пакет се уште ги нема обезбедено програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис. Раздавателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, А1 Македонија, Неотел и Македонски Телеком беа спроведени програмски надзори за обврските при пренесување на кинематографските дела, правилата за заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски аудиовизуелни дела. При надзорите не се констатирани прекршувања.
Во првата половина на 2020 година, Советот на Агенцијата заради констатирано непочитување на радиодифузерите на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и Законот за медиуми донесе 16 решенија за преземање мерка по помена. И тоа 3 поради обезбедување податоци кои што треба да се направат достапни до корисниците, 3 поради необјавување на податоци за импресум, 2 поради неисполнување на обврската за дневно емитување на најмалку 30% програма изворно создадена, 2 поради неемитување на најмалку 30% музика на македонски јазик во периодот од 6 часот до 00 часот од вкупно емитуваната музика во анализираното деноночие, 2 за непочитување на правилата за заштита на малолетна публика, 1 за употреба на јазик противно на пропишаниот начин во законот, 1 поради тоа што време трајањето на рекламирањето во програмата на радиодифузерот изнесува повеќе од 12 минути на реален час, 1 за непочитување на правилата за нови рекламни техники и 1 поради непочитување на правилата за емитување аудиовизуални комерцијални комуникации. Донесени се и 2 решенија за преземање мерка јавна опомена против оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи, една поради тоа што операторот на јавна електронска комуникацијска мрежа во својот програмски пакет не ги обезбеди програмските сервиси на јавниот сервис, кои задолжително и бесплатно треба да ги содржи, и еден поради реемитување на нерегистрирани програмски сервиси. Проведени се 3 постапки на поравнување, едната заврши успешно, неуспешно, а другите 2 се во тек. Советот на Агенцијата со писмено барање од заинтересирана страна донесе одлука за објавување на јавен конкурс за добивање една дозвола за радиоемитување на програмски сервис говорно-музичко радио од општ формат на локално ниво на подрачјата на општина Струмица. Советот на Агенцијата донесе 2 одлуки за одбивање на писмените барања за заинтересирана страна за објавување на јавен конкурс за добивање дозвола за телевизичко емитување на државно ниво преку дигитален терес мултиплекс за ТВ24 ТВ Клан Македонија, од причина што со студијата за утврдување на оправданоста за објавување на јавен конкурс за добивање на дозвола се утврди дека во услови на пазар има значаен пат и економска нестабилност, која уште повеќе се влошува со како што трае здравствената криза и идеите за одржливост на постојните учесници на пазарот со оглед на нов изглед сериозно би се намалиле. Изгледите на новиот учесник на пазарот да постигне само одржливост во догледна временска рамка од 5 години се минимални, дека не постои оправданост за објавување на јавен конкурс. Советот донесе и една одлука дека не е успешен објавениот јавен конкурс за добивање дозвола за непрофитна установа за радиоемитување на локално ниво наменета за студентската популација на подрачјата на општина Тетово, поради тоа што во утврдениот рок за поднесување пријави по предметниот конкурс во Агенцијата не беше примена ниту една пријава. Донесени се 2 одлуки за земање на дозволата за телевизичко емитување, и тоа на ТВ канал Визија од Скопје, поради тоа што радиодифузерот не го плати годишниот надоместок за дозволата за подзаконски утврдениот рок и ТВ Аниса од Пласница, поради тоа што имателот на дозволата кој врши дејност на локално ниво не емитувал најмалку 6 часа програма дневно на телевизија, односно престанал со емитување на програмскиот сервис подолго од 30 дена. Беше покрената една постапка за одземање на дозволата за телевизичко емитување на ТВ Морис од Охрид, поради тоа што радиодифузерот престанал со емитување на програмски сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини. Од страна на управителот на медиумот до агенцијата беше доставена изјава дека ТВ Морис престанал со емитување на телевизиска програма и дека изјавата дала како имател на дозволата со цел да послуши во постапката за престанок на важност на дозволата по сила на закон. Потука Советот на Агенцијата донесе решение за закидање на поканатата постапка за одземање на дозволата за телевизичко емитување со оглед дека предметната дозвола престана да важи по сила на закон. Во однос на меѓународната соработка, агенцијата учествуваше во неколку активности. Во првата, на 2 октомври, само малку, на 2 октомври представничка на секторот за програмски работи учествуваше на онлайн состанокот на групата на ЕПРО за медиумска писменост
за споделување видеа. На 7 и 8 октомври раководителката на секторот за програмски работи учествуваше во работата на подгрупата 3 на ЕРГА. На 9 октомври представници на секторот за програмски работи учествуваа на трагалезна маса НЕПРА, посветена на оценувањето на мрежите и активностите за медиумска писменост. Имајќи предвид важноста на плурализмот на собственоста на радиодифузерите, Агенцијата на 16 октомври организираше онлайн работилница на тема плурализмот на медиумската собственост во новото медиумско окружување. На работилницата беа изнесени потребите за изработка на студија плурализам на медиумската собственост за новото медиумско окружување, која е изработена во рамките на проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија и ЮФЕК 2 и беа презентирани клучните сознанија од извршената компаративна анализа со други земји во регионот со слични карактеристики. На 19 октомври раководителката на секторот за програмски работи учествуваше во работилница организирана од подгрупата 2 на ЕРГА за јакнење на процесот на проверка на факти во Европа. На 10 ноември заедно со раководителката на секторот за програмски работи учествувавме на конференцијата на ОПСЕ ОДИХР посветена на проектот за поддршка на изборите во земјите од Западен Балкан. 11 и 12 ноември 2020 година учествував на регионална онлайн конференција за справување со предизвиците од дезинформации во Западен Балкан, која организираше Советот за регионална соработка во соработка со Европската служба за надворешно действување на Европската унија и Европскиот центар за борба против хибридни закани. Конференцијата имаше за цел да ја подигне свеста во Западен Балкан за справување со дезинформациите и да произлезат препораки за политиките засновани на најдобрите практики од цела Европа, кои земаат предвид регионалната динамика и потенцијалност на меѓународната соработка. На 12 ноември раководителката на секторот за програмски работи учествуваше на состанокот на Комитетот за контакт на ЕРГА за подготовка на 14 пленарен состанок на ЕРГА, кој се одржа на 3 декември. На 30 ноември представнички на секторот за програмски работи учествуваа на работилницата на ЕРГА за медиумска писменост и омоќување на корисниците. На 4 декември вработените во секторот за програмски работи, заедно со вработените во другите сектори за АВМУ и представници на Советот за етика на медиумите во Македонија учествуваа на онлайн работилница за регулаторното тело за медиуми, регулаторното тело за етика во медиумите за регулација, саморегулација, мониторинг за примена на стандардите за известување во случај на родово базирано насилство во медиумите, реализирана во рамките на втората фаза од проектот ЮФЕК 2, слобода на изразување и слобода на медиумите во Република Северна Македонија. На 17 декември представници на агенцијата учествуваа на онлайн состанок на работната група за родот и медиумите за медиумската писменост на МНРА. Неколку активности на двете месеци беа остварени во рамките на процесот на европската интеграција на земјава. Во ноември агенцијата достави нацрт ревизија на националната програма за усвојување на европското законодавство НПА 2021-2025 за поглавје 10, информатичко општество и медиуми, до Министерството за информатичко општество и за поглавје 23, правосудство и фундаментални права, кој е доставен до Министерството за право. За споменатите две поглавја беше изготвен и ажуриран придонос кон годишниот извештај на Европската унија за Северна Македонија согласно забелешките на Европската комисија дадени во годишниот извештај за напредок на земјата за 2020 година, други документи и преземени обврски поврзани со процесот на напредување на државата кон ЕУ, како и препораките од состаноците од Комитетот за правда и внатрешни работи и напредокот во однос на исполнување на преземените обврски од овој подкомитет одржан на 20 ноември 2020 година. Доставен и одговор на прашалникот за 15 состанок на подкомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Европската унија и Северна Македонија. Агенцијата, меѓу другото, реферираше и за измените на членот 140 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и за преземените чекори согласно измените за реакциите поврзани со вербалните и физичките напади врз новинарите. Затоа информациите се споделуваат со сите медиуми истовремено за да се избегне појава на нецелосни информации и дезинформации, како и за финансиската помош, донација доделена на радиодифузерите за справување со последиците од коронавирусот.
За потребите на агенцијата беше изработен извештај со податоци за гледаноста на телевизиските станици и за слушаноста на радиостаниците во третиот квартал од 2020 година. Врз основа на претходно доставени барања за заинтересирана страна за добивање на дозволи за радио и телевизиско емитување, во извештајниот период беа изработени две студии. Студија за утврдување на оправданоста за добивање јавен конкурс за добивање на радио на локално ниво на подрачјето на општина Струмица и студија за утврдување на оправданоста за добивање на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален ТВ теренал Мултиплекс. Изработена и анализа на родовата структура на платите во радиодифузијата за 2019 година, која што беше презентирана на дебатата Род, плати и радиодифузија во рамките на деновите на медиумска писменост. Оваа анализа и во форма на публикација е објавена на македонски, албански и англиски јазик. Од 26 октомври до 2 ноември се реализираа деновите на медиумска писменост 2020 година. Од мотото секоја вест на тест. Во рамките на деновите беа реализирани скупно 16 онлайн настани, од кои во два агенцијата беше директно инволвирана. Едниот беше тркалезна маса за медиумска писменост и образованието, во која во организација на МИМ и агенцијата и на која дебатираа министерката Мила Царовска, директорката на МИМ, Националниот консултант за регионалната конференција на УНЕСКО за наука и култура во Европа. Вториот настан беше Род, плати и радиодифузија. Од настаните беа изработени повеќе различни видеа кои се достапни на Facebook, профилот и YouTube каналот на агенцијата и на мрежата за медиумска писменост. Донесени се 3 одлуки со кои се одобри промена на собственоста на една локална радиостаница, Радио ТИС, една локална телевизија канал Визија и една радиостаница која емитува програма на државно ниво Радио Јон. Издадени се вкупно 70 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. Доставен е едно известување за имателите на права, со информација дека агенцијата утврдила дека операторот на јавна електронска комуникацијска мрежа бесплатно реемитува програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Почитувани учесници, со тоа заврши делот од презентацијата во која што се презентираат активностите на агенцијата во последниот квартал од 2020 година. Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги веќе неколку години назад изработила анализи за структурата на вработените во аудиовизуалната медиумска индустрија. Во анализата која ќе ви биде презентирана денес, даден преглед на структурата на вработените во аудиовизуалниот медиумски сектор од 2019 година, односно податоците за вкупниот број на вработени во јавниот сервис и во комерцијалните телевизии и радиостаници. Сега ги давам можност на колешката Катерина Доневска да ги сподели со вас клучните наводи од оваа анализа. Поведете, колешка Катерина. Благодарам, Директор. Камера се Включено. Само malo ste na kraj. Стиснете се. Ето. Добар ден на сите. Анализата на структурата на вработените во 2019 година ја изработивме во септември оваа година. Но ваквите анализи агенцијата редовно ги изработува од 2010 година наваму. Целта, всушност, ни е да обезбедиме јасна слика за вработените во телевизиите и во радиостаниците, и тоа како од аспект на работните места на кои што се ангажирани, така и од аспект на статусот, односно, дали тие се во редовен работен однос или пак се хонорарно ангажирани. Потоа од аспект на полот, образованието и нивната етничка припадност.
Во анализата засебно се представени податоците за вработените во македонската радиотелевизија, а засебно податоците за комерцијалните телевизии и за комерцијалните радиостаници. Вкупниот број на вработени во индустријата минатата година изнесувал 2601 лице. Од овие 814 лица биле ангажирани во македонската радиотелевизија, 1382 лица во комерцијалните телевизии и 405 лица во комерцијалните радиостаници. Како што може да се види од сликата, тоест од првиот графикон, споредено со претходната година во јавниот сервис во 2019 година биле вработени 43 лица помалку. Во комерцијалните телевизии 114 лица помалку, а во комерцијалните радиостаници 8 лица повеќе. Важно е да напоменам дека намалувањето на бројот на вработените во комерцијалните телевизии најмногу се должи на тоа што во оваа анализа не е опфатен бројот на вработени во еден ТВ, бидејќи дозволата на оваа телевизија беше одземена во ноември 2019 година, па затоа немаше можност да се обезбедат податоци за неа. Бројот на ангажирани лица во еден ТВ во 2018 година изнесуваше 80. 77% од вработените во целата индустрија во 2019 година биле во редовен работен однос, а 23% биле хонорарно ангажирани. Што се однесува до степенот на завршено образование, 49% биле со високо образование, исто толку имале средно образование, а 2% биле со друго образование. 60% од вработените биле мажи, а 40% биле жени. Најголем број од мажите работеле како режисери, сниматели и монтажери, а најголем број од жените биле ангажирани како новинарки. Од аспект на етничката припадност, 73% од вработените биле македонци, 21% биле албанци, по 2 турци и срби и по 1% роми и бошњаци. 13 лица биле од влашка националност, а 8 од други националности. Од вкупно 814 лица во јавниот сервис, 564 биле вработени во македонската телевизија и 250 во македонското радио. 94% од вработените биле во редовен работен однос, а останатите 6% биле хонорарно ангажирани. Гледано засебно, во редовен работен однос во македонската телевизија биле 530 лица, а хонорарци биле 34 лица, додека во македонското радио 238 лица биле редовно вработени, а 12 лица биле хонорарно ангажирани. 358 од вработените во јавниот сервис биле жени, а 456 биле мажи. Жените биле побројни кај новинарите, уредниците, кај маркетингот и кај преостанатиот кадар. А како управители, технички и реализаторски кадар биле ангажирани повеќе мажи од жени. Најбројни меѓу вработените биле лицата ангажирани како режисери, сниматели, монтажери и друг реализаторски кадар, со учество од 30% во вкупниот број на вработени, како и новинарите со учество од 29% во вкупниот број на вработени. Од новинарите, 72% имале високо образование, а 24% биле со средно образование. Од реализаторите пак, 17% биле со високо, а дури 80% биле со средно образование. Во редовен работен однос биле по околу 90% од новинарскиот и од реализаторскиот кадар. Што се однесува до етничката припадност, 566 лица, или речиси 70% од вработените биле македонци, а 173 лица, односно 21% биле албанци. Од други националности биле ангажирани 29 турци, 24 срби, 8 власи, 5 бошњаци, 4 роми и 5 лица од друга етничка припадност. Во комерцијалните телевизии биле вработени 1382 лица. Дури 74% од нив, поточно 1022 лица, биле ангажирани во 11 телевизии кои емитуваат програма на државно ниво. Во 19 регионални телевизии работеле 223 лица, а во 19 локални телевизии 137 лица.
75% од вработените во овој сектор биле во редовен работен однос, а 25% биле хонорарци. Кај вработените во редовен работен однос најбројни биле реализаторите, а кај хонорарно ангажираните најбројни биле лицата кои работеле како новинари, односно новинарки. Што се однесува до половата структура, 512 од вработените биле жени, а 870 биле мажи. Гледано по работни места, жените биле побројни од мажите кај новинарите, маркетингот и кај преостанатиот кадар. Во останатите 4 категории на вработени, односно кај уредниците, кај управителите, кај техничкиот и кај реализаторскиот кадар, побројни биле мажите. Најголем дел од вработените биле со средно образование, вкупно 693 лица. А речиси половина од нив, односно 46%, биле ангажирани како реализатори. Со завршено високо образование пак биле 680 вработени, од кои повеќе од половината, односно 54%, работеле како новинари. Според етничката припадност, 993 лица, односно 72% биле македонци, а 310 лица, односно 23% биле албанци. Од другите малцински заедници биле вработени 22 бошњаци, по 17 срби, турци и роми, 4 власи и 2 од други националности. Во радиостаниците биле вработени 405 лица, од кои 52% биле во редовен работен однос, а 48% биле хонорарци. Во 4 радиостаници кои емитуваат програма на државно ниво, биле ангажирани вкупно 84 лица. Во 17 радиостаници на регионално ниво 123 лица, а во 51 локална радиостаница работеле вкупно 198 лица. Кај радиостаниците на државно и на локално ниво имало повеќе лица во редовен работен однос отколку хонорарно ангажирани, а кај радиостаниците на регионално ниво поголем дел од вработените биле хонорарци. Во комерцијалните радиостаници 43% од вработените биле новинари, и тоа 106 жени и 68 мажи. Жените, освен кај новинарите, биле побројни од мажите и кај уредниците и во категоријата маркетинг. Со високо образование, кај комерцијалните радиостаници биле 231 вработен, и тоа 39 лица биле во радиостаниците на државно ниво, 82 лица во регионалните и 110 лица во локалните радиостаници. Речиси 60% од овие лица биле ангажирани како новинари и новинарки. Средно образование имале 171 лице, од кои 43 во радиостаниците на државно ниво, 40 во регионалните и 88 во локалните радиостаници. Најголем дел од овие лица работеле како технички кадар. Од вкупно 405 вработени во комерцијалните радиостаници, 327 лица, односно 81% биле македонци, 65%, односно 16% биле албанци, потоа биле ангажирани 6 турци, 5 срби, едно лице било од влашка националност и едно од друга националност. Тоа беа клучните наоди од анализата за структурата на вработените во 2019 година, а повеќе податоци можете да најдете во самата анализа, која што е објавена на веб страницата на агенцијата. Ви благодарам. Благодарам, колешке Катерина Доневска. Со ова завршија презентациите и активностите кои што за денеска ги планираше Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Сега оставаме простор за дискусии и за прашања поврзани со темите кои што денеска беа дискутирани и презентирани од страна на Агенцијата за последниот квартал од 2020 година. Поведете. Само ќе ве замолам да се тргне презентацијата за да можеме подобро да се гледаме. Добар ден, може ли јас? Може, Драган, само представете се, јас сега премногу ситно ве гледам, не можем да се познам дека не се тргне презентација. Повелете. Да, повелете, сега подобро се гледам. Добар ден, моето име е Драган Секуловски, директор на Сдруженијето на новинари. Јас практично ги следиме анализите што ги објавувате на сајтот.
Немам конкретни прашања за темите што беа презентирани, но имам нешто во насока на темите. Така да две прашања имам конкретно. Забележувам дека последната анализа што е објавена на сајтот на агенцијата, а поврзано со анализа на авторските права е од јануари 2015. Не сум сигурен колку имате законска обврска редовно да ги правите, но земајќи во предвид дека авторското право е доста актуелно во медиумската индустрија и сектор, особено во последните година-две, имате ли намера малку да се активирате во однос на надзор на авторските права и евентуално прекршување на истите? Тоа е едно прашање, и второто, може веднаш или може подоцна, како сакате? Може веднаш, поставете ги, па ќе одговара. Да, второто е поврзано со најавите за државно финансирање на регионални, локални, но не се исклучени ни национални медиуми. Премиерот Заев имаше пред дена изјава дека планираат во влада да се измени член 102, тоа беше на таа конференцијата за студена влада. Вчера исто така имаше слична изјава во таа насока. Медиумските организации, вклучувајќи и нас како здруженија, реагиравме дека тоа е лоша пракса и се коси со предизборните ветувања на СДСМ за забрана за јавно рекламирање во приватни медиуми, со одлуките донесени на ниво на влада, представуваат неконзистенција. И исто така може да се наруши уредувачката политика и да се наруши пазарот, особено во изборна година кога не очекуваат локални избори. Па секако тука го земаме и проблемот на пред се регионалните и локалните, дека потребна е некаква помош финансиска на истите, но не и ваква, можеби преку одреден фонд би било посоодветно решение. Па чисто ме интересира дали имате став како агенција во однос на оваа најава и дали тој став можеби ќе биде јавно артикулиран, имате ли предлози за како да се надмине оваа криза? Исто така беше упатено до вас завчера најава за штрајк од Сдружение на регионални локални објекти. Не знам кој го пратил барањето, односно најавата, бидејќи не е подпишан дописот. Ние го разговарахме, тоа малку е чудно што работодавачи во медиуми најавуваат штрајк на владата, обично обратно е кога новинари бараат најавуваат штрајк кон работодавачите. Но земејќи во предвид дека ова е пратено и до вас, имате ли коментар околу истото, како го гледате? Благодарам. Почнеме прашање по прашање. За првото прашање во однос на делот на авторските права, агенцијата години намаза се земаше сериозни активности во однос на тоа да се намали прекршувањето на авторските права, бидејќи најголемите прекршувања на авторските права се случуваат и кабелските оператори. Со донацијата, односно со реализацијата на ИПА проектот, со кој што беше обезбедена опрема во агенцијата, во која што сега можеме од 9 точки од државата да ги следиме сите кабелски оператори, можеме да кажеме дека драматично се намали прекршувањето, односно непочитувањето на авторските права и на прсти се бројат случаите каде што агенцијата изминатите години има реагирано во однос на прекршувањето, бидејќи ние сега во овој момент можеме буквално во секој реален час да ги проверуваме кабелските оператори во однос на тоа дали емитуваат програмски сервиси за кои што имаат регулирани авторски права и се регулирани и тие се регистрирани во агенција. Така да тоа го следиме, сега имаме можност технички да го следиме на дневна основа. Во однос на спорот што се јавува помеѓу кабелските оператори и Сдруженијето на 5 национални терестријални телевизии, сметам дека тука повеќе не е прашањето за авторските права, туку тоа се регулирање на нивните комерцијални, односите комерцијални помеѓу телевизиите и кабелските оператори. Во однос на најавата на владата за финансирање или помош кон сите медиуми, ставот на агенцијата, тоа е и дел од регулаторната стратегија, дека е потребно да се формира фонд за медиуми, тоа е дел од регулаторната стратегија која што е објавена пред години, во кој што нема да има директен трансфер на пари од владата кон медиумите, без обврска да имаат медиумите било каква обврска за добиените пари, туку нашиот предлог беше дека да се формира фонд за медиуми и врз основа на конкурси за реализирање на соодветна програма, медиумите би можеле да добијат средства за финансирање,
а не го поддржуваме тоа што владата бара, односно има најави дека ќе врши директно финансирање на медиумите. Имавме неформални разговори со претходниот министар за информатичко општество и со актуелниот, токму во насока на фонд за формирање фонд за медиуми, а не таква најава како што беше најавена пред одреден временски период. Во однос на најавата за штрајк од Сдруженијето на локални и регионални радиодифузори, ние претходно добивме 2 пати допис од тоа здружение во целост да им бидат простени во наводници на доместотите за емитување на дозволите за радио и телевизиско емитување за 2021 година. Агенцијата размислуваше и дојде буквално во фаза на предлог пред отприлика 30 на дена да излезе во пресвет на сите радиодифузери, не само на локалните, на регионалните, за сумата која што треба да платат кон агенцијата за дозволата за телевизиско и радио емитување, со тоа што во зависност од дали емитуваат програма на локално, регионално или национално ниво, да добијат одреден попуст. Да не налегувам во детали, 50% за локалните телевизии, 40% за регионалните и 30% за националните. Таа сума од другите изнесуваше што ние за таа сума би ги намалиле поврските на радиодифузерите кон агенцијата околу 18 милиони денари. И се дојде до ситуација да се закаже седница за да се во вид на донација да се намалат давачките за следната година, но не ја знаеме причината. Во истиот момент кога ние имавме закажана седница, владата излезе со предлог буџет и токму за таа сума која што планирахме да им помогнеме на медиумите, владата тие пари ги скрати за 2021 година и плюс уште 3 милиони денари ни скрати за 2020 година. Така да следната година, односно 2020 година, требаше да добиеме 72 милиона денари од буџетот. Ни е смалена сумата за 3 милиона, ќе добиеме 69, а за до година ни е скратена за 18 милиони, ќе добиеме 54 милиони, наместо потребните согласно законот за аудиовизуални медиумски услуги, кои што треба да изнесуваат 1% за вкупниот сектор, а агенцијата да добие 6%, тоа е некаде околу 154 или 155 милиони, така да сега со буџетот кој што веќе е усвоен во собрание, ние ќе добиеме 1/3 од прилика од средствата кои што треба да ги добиеме. Ние не сме во можност како агенција во ваква констелација финансиска да им простиме дел на радиодифузерите, веќе во тој случај ќе се доведе во прашање функционирањето и остварувањето на обврските кои што има агенцијата согласно законот за аудиовизуални медиумски услуги. Така да барањето и прашањето за штрајк ги насочуваме овие радиодифузери, здружени на локални и регионални радиодифузери да го насочат кон владата. Повелете дали имате други прашања или Драгана има подпрашања повеќе? А сакав околу буџетот што го спомнавте за 2021. Значи тоа е проблем што го делите вие заедно со МРТВ, па и МРД до негде. Според нашите пресметки наместо 1% за 2021 од бруто буџетот предвиден за 2021 година, практично ќе биде 0,36% ќе се даде на овие три институции. Односно на МТВ ќе припадне толку, на вас кој што кажете со 155, околу 54 милиони. Планирате некакова јавно да го елаборирате како проблем со цел да се направи притисок, евентуално во ребалансот да се направи корекција или во ресте со тие пари што ќе ви ги дадат? Согласно финансискиот план за 2021 година што го усвои агенцијата, за да може да функционира, предвиде 14 милиони што имаме резерви, да ги префрлиме за 2021 година, за да можеме да оствариме функцијата која што ја имаме. Причината зошто е тоа така, зборам реално, првичниот план за буџетот беше околу 136 милиони, а сега е 125. Прво се намалени средствата, бидејќи сметаме дека како 2020 година, сигурно првата половина од годината, ќе владее здравствената криза и ќе имаме, што се вели, 0% патување во странство, набавка на авионски карти, сместување во хотели, учество на конференции, надвор од државата.
и друг вид на намалени активности во државата и затоа можеме да ги намалиме расходите во различни сегменти. Но долгорочно тоа не е решение, ние ќе реагираме и до владата, и до парламентот, и до меѓународните институции, бидејќи се создава правна несигурност, бидејќи не се знае, може би следната година, зашто кажувате вие наместо 36%, владата може да реши и да одвои само 20%, бидејќи законот за аудиовизуални медиумски услуги остава можност владата да го намали процентот, но во услови кога не се полни буџетот. Ние немаме ситуација ни 20 година, ни 21 година дека планираните приходи од буџетот не се собрани од страна на државата, туку напротив, тие се собрани и не знам од кои за мене нејасни, неразбирливи причини државата не ги спроведува врските кои што самата си ги дала со закон кој што го изгласала во парламентот. Единствена позитивна ситуација оваа година е што за сите овие намалувања на средствата за прв пат бевме известени од Министерството за информатичко општество со допис, за разлика од претходните години кога за сите овие ситуации дознававме од медиумите. Повелете до другите учесници да имаат прашања во однос на денешните презентации или други прашања поврзани со активностите на агенцијата. Може ли едно мало дополнување на ова последново што го одговаравте и дискусијата што имаше Драган Секуловски? Една едноставна или проста математичка операција вели дека парите што ги имаме добиено ние, јавниот сервис и македонска радиодифузија, во однос на тие што законски следуваат, нели, што би требало да се добијат, вели дека со тој вишок пари, односно тој неисплатен дел, кој што е негде близу 2/3, може да се покријат трошоците за вакцинација на населението со COVID-19. Ако се земат како референтни цените што беа објавени на вакцините на светските производители, така да се надеваме дека со тие пари би се употребили на вистинскиот начин, ете, може да се каже за јавноста дека од овие средства обезбедени се барем за вакцините. Сакав да дополнам уште неколку зборови поврзани со она што беше кажано за финансирањето на медиумите со јавни пари, условно речено. Сметам дека јас стојам на становиште дека тоа не е добра пракса, воопшто спротивно мислам дека долгорочно и не само долгорочно и на пократок рок ќе предизвика штети врз позицијата врз работата на медиумите и воопшто врз позицијата на медиумскиот пејзаж во Македонија, а сигурно ќе има последици кои што ќе се рефлектираат и на тоа како Македонија стои на листата на земји за остварени медиумски слободи, затоа што можно е да се појават ситуации што значат директно влијание врз уредовачката политика и врз програмската содржина на самите медиуми. И јас сум поддржувач на идејата за формирање на посебен фонд кој што преку кој ќе би одела таа помош за медиумите, условно речено, но врз база на внимателно одбрани критериуми со лица кои што се стручни за тоа да ги одберат најдобрите проекти, значи да се исплаќаат финансии само врз база на понудени проекти и се разбира прашање на модалитет и желба и волја на сите учесници во тој процес евентуален е дали би имало 1% гарантиран за условно речено локални регионални медиуми кои што врз база на понудата што ќе дадат со проекти би ги добиле средствата за да ги реализираат тие проекти. Само на тој начин би се стимулирала повеќе домашна продукција или поквалитетно истражувачко новинарство и двата сегмента не се непознаница во светот, постојат како модели на финансирање условно речено државно и на тој начин би се оправдале јавните пари што влегуваат во медиумите. Сето друго представува некој пат, односно длабока вода која што може да биде и предлабока практично за општество како што е македонското. Благодарам. Велете дали има други за дискусија или за прашање?
Еве јас тако може. Да, повелете. И само представете. Ставам дека е Дејан од СРМ, представете. Да. Се надевам и ја дека сум јас. Добар ден на сите. Да ви ги честитам на доаѓачките празници пред се. Сакам да се надоврзам на ова што го говореше и Драган, и вие, господин Трајчевски, и сега Фидановски. Несомнено е дека за да преживеат на нашите радиодифузни медиуми, сите, значи сите 120 на колку што ги има, им се потребни некакви пари кои што ќе дојдат надвор од комерцијалниот пазар, кој што е страшно ограничен. Што може државата направи тука? Ја може само да ви кажам што прават во европските држави. Никаде не се финансираат медиуми радиодифузни, туку се финансира, тоа се помага производство на содржини. И кога велам производство на содржини, се финансира со јавни пари, претежно од филмски фондови, се финансира производството на квалитетна играна и документарна продукција. Никој, никаде, никому не дава пари за производство на вести, никаде никој никому не дава пари за производство на политички ток-шоуа, значи саат и пол време да седиме ние во студио и да правиме. Тоа што ситуацијата кај нас е таква, е што често кога ќе се спомне, нели, кога ќе спомнете на сите дека медиумите се пред се бизнис, они одговараат да, ама не се гранат. Сега тоа што ние 30 години го третираме тој бизнис како да е гранат, претпоставам дека грешката до некаде е и наша. Она што не го гледам и што ме загрижува е желба таа работа да се поправи. И конечно би додал, значи јас сум против тоа да се даваат јавни пари во било каква форма, освен за финансирање на квалитетна играна продукција, затоа што тоа е тоа што не достига. Луѓето финансираат она што не достига, а кај нас, како што гледам, вести, информативни и политички емисии не достигаат. А локалните медиуми, ние не треба да зборуваме за чување на или за финансирање на медиумите, туку како, например, да обезбедиме локално информирање. Затоа што тоа е вистинското прашање со кое што треба да се занимава. Тоа да простите локалното информирање, не може да го вршат локални телевизии и радија. Сега има многу поевтини платформи на кои што може тоа да се врши на соодветен начин и на времето во кое што живееме и на потребите на публиката која што сакаме да ја основаме. Тие забелешки имав да ги дадам како мој придонес кон некаква дискусија кога разговарам с тие прашања. Благодарам. Благодарам, Дејан. Ние како агенција имаме доставено, не зборуваме со печат и подпис, неофицијално и до претходниот министар за информатичко општество до сегашниот, и до владата предлог како би се формирал тој фонд, како би се делеле средствата, критериуми, начин оценување на проектите или програмата која што ја доставувале, меѓутоа тоа не е тргнато од нултата точка и спрема тоа не би било коректно сега сите тие работи да ги зборуваме вака јавно, без да бидат вклучени сите заинтересирани страни. Се надевам дека ќе се отвори ова прашање официјално во јавноста од оној кој што е предлагач на законот, а тоа е Министерството за информатичко општество и претпоставувам владата, за да можеме сите да ги изнесеме своите ставови и предлози, да се најде едно прифатливо решение кое што ќе биде во согласност со практиката во земјите од Европската унија. Дали има некој друг за дискусија? Гледам вклучен е микрофонот на Флака. Кратко да се надоврзам јас само во дискусијата. Здраво на сите. Јас сум Флака Полежани, на министерот во Министерството за информатичко општество и администрација. Ви благодарам најпрви за презентацијата на вашата работа во текот на оваа година. Исто така и на другите говорници за коментарите и сугестиите. Би сакала да се надоврзам накратко само за прашањето на идејата за креирање на фондот.
која што затоа потенцирам дека е се уште идеја и дефинитивно ќе биде предмет на поширока консултација доколку од сите засегнати страни. И да информирам дека засега средства да бидат доколку се формира, значи доколку се формира тој фонд и се согласуваме да постои таква поддршка која што во која што ќе бидат земени во предвид случаи и значи успешни пракси од други земји. Овде ќе напоменам примерот на Хрватска, Ирска, Холандија и така натака, значи ќе се видат овие примери и секако дека идејата е со овие средства не да влијаеме во продукцијата на медиумите преку нивно финансирање, туку овие средства да бидат наменети за финансирање на производство на квалитетна играна, документарна, образовна програма и други содржини кои што сега фалат во медиумскиот простор и до независното истражувачкото новинарство. Се уште идеја и дека ќе има секако простор за диалог со цел пронаоѓање решенија во однос на ова и да се надоврзам уште еднаш ако може за барањето на локалните и регионалните медиуми. Значи, истиот допит кај нас уште еднаш ако може да се произнесете во нивното ослободување од давачки за следната година. Значи, дали тоа што го кажавте ќе биде финално кој што можеме и ние да го проследиме до нив или Јас имаше проблем, да прекина нешто. Следниве 5 минути слабо ве слушавме, прекинуваше, од делот кога зборувавте за регионалните и локалните медиуми, ако може да повторите. Ако не, што прекинуваше премногу врска. Да, веќе се спомна, значи уште еднаш, значи да само да го спомнам тоа што и истиот допис е стигнати до кај нас и тоа размислување што го кажавте. Се слушаме така? Темпот пак прекина, сега ве слушам, ама имаше 30 секунди прекин. Слаба е врската, не знам зашто. Сега ве слушаме. Да. Ако може уште еднаш на вашето размислување во врска со тоа барање за нивно ослободување од давачки за следна година, дали ќе биде тоа, значи, што го кажа, ставот на дефинитивниот став на АВМ. Во однос на барањето нивно за ослободување, ние во оваа ситуација кога драматично ни се намалени приходите, значи не можеме да ги ослободиме. Да имаше ситуација барем како минатата година да ги добиевме тие 72 милиони денари, ќе можевме да одиме со намалување не само на локалните и регионалните, туку деломно намалување на сите, вклучувајќи ги и националните. Во оваа ситуација сега тоа е невозможно, бидејќи на почетокот на годината во март месец, кога имаше пандемија, агенцијата им ги врати парите на сите национални, регионални и локални медиуми за последните 2 години кои што ги уплатија на агенцијата. Значи агенцијата не е некој си буре без дно, каде што има непроценливи финансиски средства и да може да функционира без да ги прибира финансиските средства кои што ги представуваат приходи. Во оваа ситуација како што е сега, ние не сме во можност да излеземе во пресет на барањето на ниту националните, ниту регионалните, ниту локалните, доколку има ребаланс на буџет и доколку ни се префрлат средствата кои што согласно законот ни следуваат,
Секако дека во таа ситуација, во зависност од висината на средствата кои што би ни се префрлиле, а кои што сега ни се скрапени, ние сме подготвени тие средства да им ги вратиме назад на медиумите. Благодарам. Добре, дали сака некој друг да се јави за дискусија? Јас не гледам дека има други, сега не знам дали Слака сака да се јави или не се за исклучи од претходната дискусија. Ако нема друг за дискусија, сакам да ви честитам предстојните новогодишни и божични празници и се надевам дека следниот јавен состанок кон крајот на март ќе биде значително подобрена здравствената состојба во државата и ќе можеме после една година да организираме јавен состанок на кој што ќе имаме физичко присуство на сите заинтересирани страни, ќе се покажат дека вака организираните состаноци онлайн, на вака организираните состаноци е многу помало присуството на представници на заинтересираните страни. Ви благодарам уште еднаш за присуството и учеството и дискусиите во на денешниот јавен состанок и посакувам се најубаво во следната 2021 година пред се здравје. Благодарам уште еднаш и до гледање, пријатно се гледам. Поздрав. Поздрав и од мене, пријатно. Пријатно.